Владата со нови мерки за ублажување на ценовниот шок, откако нафтените деривати почнаа пак да поскапуваат. Од понеделник повторно ги враќа во сила мерките за намалување на акцизите кај дизелот и бензините. Овој потек доаѓа откако во 2 наврати за 2 седмици дизелот поскапе енормно за 8 денари по литар, а бензините за 2,5 денари по литар. Мислам дека веќе се исполнети условите, да веќе од понеделник имаме повторно намалување на акцизите за безоловниот и за дизелот. Да почекаме, денеска сме 15 да затворат берзите за да направиме анализа за првите 15 дена. Така што остануваме посветени на таа политика, имаме убедливо најниска цена на гориво. Некој ќе рече, ама платите кај нас какви се во Германија, какви се? Да, ама цената на горивата е од берза. Прашањето е зошто е таму 2 пати поскапо, зошто во Албанија е 70% поскапо, зошто во Грција е речиси 2 пати поскапо. Премиерот ги демантираше и обвинувањата на опозицијата дека граѓаните ги чека повисока цена на струјата. Вели, лагите на СДСМ се постојани со години наназад, но економските факти тоа го негираат. Електричната енергија не само што не е поскапена во изминатите 2 години, туку премиерот вели дека се бараат начини таа да поевтини следната година. Цената на електричната енергија за граѓаните не само што не е поскапена, туку се обидуваме да најдеме формула од јануари месец да поевтиниме, а во времето на владата на СДСМ и ДУИ таа порасна за 1/3 цената, зборувам на електричната енергија. Тоа се мерливи и компаративни резултати и бројки. По тоа ние можеме да споредуваме, а не по политичка лажна реторика. Кризната состојба со нафтени деривати истекува на 20 јули. Мерките пак за одржување на животниот стандард на граѓаните ги подкопаа приходите во буџетот. Само од акцизите загубите се мерат во 24,4 милиони евра. Сепак премиерот во неколку наврати рече дека помош за населението ќе има и дека мерките придонеле граѓаните во Македонија да точат горива по најниски цени на Балканот.